му се радуваш на огнот, но не и на пожарот. Му се радуваш на домот, но само кога е безбеден. Полиси за домакинство на осигурување Македонија. Сега со подобрени услови. Тука сме. Може. Славие, што се слушало позадина, што подготвуваме за Германија среда, кој што сите света успеха победа, три победи, да се посиламе втората рунда. Како да мислуваат нашите фанови, остава за понатаму, што ще не победаме. Македонија забележа уште една победа на Европското првенство, падна и Црна Гора. Кој е коментар за овој надпревар? Како го добивме? Надпреварот беше неизвестен, но сепак на крај сада мега ние сме по-добра репрезентација и на крај ќе победиме. Со Македонија никогаш не може да биде лесно кога игра. Секогаш има драма во финишот. Зошто е тоа така? Па мислам дека стално има неизвестност, но сепак во сите надпревари на крај сепак победуваме. До кај е лимитот на оваа репрезентација? Може ли да одиме до крај на Европското првенство? Па мислам дека можеме да одиме до крај на ова првенство. Кој е сведен? Дойшон, auf Wiedersehen. Македонија забележа уште една победа, падна и Црна Гора, но никогаш не може без драма кога играат нашите репрезентативци. Вашиот коментар за овој надпревар? Одличен надпревар, можеби нашите репрезентативци ги чуваат силите за Германија. Се надевам дека ќе оствариме една голема победа против Германија и дека ќе пренесеме 4 бода и ќе видиме чекор поблиску до полуфиналето. До каде е лимитот на овој шампионат на нашата репрезентација? Според резултатите и според играта што ни ја прикажуваат, убеден сум дека имаме шанса голема да стигнеме до полуфиналето. Навивачите се значаен фактор за секоја репрезентација, фалангата има во голем број во Загреб. Дали сметаш дека може да бидат клучен фактор во остварување на добар резултат? Навивачите секогаш се осмиот играч во ракометот. Очекуваме уште многу повеќе навивачи за вториот круг во Вараштин. Убедени сме дека поддршката ќе ја добијат нашите репрезентативци од трибините и дека ќе остварат големи резултати. Очекуваме уште победи во вториот круг и како што кажав и претходно да стигнеме до полуфиналето. Македонија забележа втора победа на Европското првенство, падна и Црна Гора, но со нас никогаш не може да биде лесно и секогаш има драма до крај. Значи сега имаме трета утакмица. Јас да сум ел команданте би ја пуштил втора, ако имаме втора постава. Не знаеме што може да направат, нели? Али нека повлечат старите лавови со помош на маливе, да ги одмориме стариве. Зашто ние со 4 бода во Вараштин? Во Србија со 5 бода игравме за 5-то место, а ние веќе имаме 2 бода. Македонија очекувај полуфинале, по мене полуфинале. И ти еден од најредовните поддржувачи на нашава репрезентација и патуваш сегде кога играат на големи надпреварувања. Колку навивачите може да бидат клучен фактор во подобар резултат? Значи, моја предпоставка е дека во Вараштин ќе нема исто 2000-2500, а овде веќе сме повеќе од 3000. Повеќе од 3000 сега. Вараштин 2-2500. Доволно да ги надјачаме сите други навивачи. Тоа се види со Словенија, нели? Они беа 6-7 илјади. Вие бевте во салата и видовте како беше исполнет. А ние бевме 2500, околу 3000. Македонското срце силно чука.
најголемите поддржувачи на македонскиот ракомет е господинот Владимир Тодоровиќ. Македонија забележа втората победа на ЕП. Како вие го видовте овој надпревар? Благодарам на комплиментот, да не сум еден од најголемите, има и други поголеми поддржувачи на македонскиот ракомет. Победата беше тешка, малку неизвестна, но затоа е уште посладка. Се гледа по оваа атмосфера, колку ние славиме. Се радуваме на сите победи. Овде со мене се дојдени мои гости и пријатели од Пула, специјално да навијат за нас со наши знамења и тука се радуваат, тука се во околината. До каде е лимитот на нашата репрезентација? Можеме ли да одиме далеку? Па се зависи од утакмицата со Германија. Можеме таму порастеретено да играме подобро. Денеска малку ми чинам дека бевме во Грч. Со Германија ќе бидеме порастеретени и мислам дека може да изненадиме. Но и да изгубиме со Германија, сепак имаме шанси, затоа што во другата група има добри за нас добри противници. Навивачите се едни од клучните фактори на сите репрезентации, фалангата има во голем број и дали мислите дека може да ни помогнат многу во остварувањето на... И текако, значи публиката и нашата фаланга може да направат, значи тоа секогаш и сите познавачи на ракометот и на спортот, тоа е еден играч повеќе. Секогаш кога имаме ваква публика, ние можеме да очекуваме поголеми резултати, поголеми победи. Јас па не збирам македонски пуно. Јас сам из Пуле, ал моја жена е полу македонка. И ми смо тако задоволни што смо били на овој утакмици и што е Македонија победила. Свака част, честитамо свима, било нам е лепо и такво задоволство морате нам пружити увijek. Ако во финале играат Хрватска и Македонија, за кој ќе навивате? Па тад ми морамо победити, не? Ал биće лепо. Radost i o solzi